комунистите продолжија да владеат со Македонија. Значи ВМРО ДПМН имаше една прекрасна улога во тие години, за жал не успеа, не беше наивна, немаше искуство, не можевте да се соочите со сопките кои што ви ги ставаа. Ние бевме деца, јас бев студент, ние градевме, ВМРО го градевме практично Георгиевски, јас и неколку денешни играчи, бидејќи повеќето од нив се тргнати. Го градевме доста Димовска, која неодамна почина. Значи го градевме и при тоа се боревме со еден многу сериозен конгломерат на интереси кој што не беше само политичка партија од страна на левицата, туку и цел државен апарат. Направена е голема... Значи тука мислите на полиција, мислите на тајни служби, да. Па ние сме особено новинарството беше многу карактеристично, бидејќи ние сега сме сведоци дека имаме 20 независни медиуми, пишани, електронски, имаме Facebook, имаме социјални мрежи, тогаш имаше само 3, Нова Македонија, МТВ. Дневник беше во зародиш 97 година. За време на протестите. Вест е формиран подоцна, Утрински е формиран подоцна и да не зборуваме сега за другите. Што е суштината на тоа време? Тоа време има една своја специфика, каде што ние се бориме против цел еден систем. Системот е испреплетен, не е само партија, туку се и тајни служби и новинари, се е врзано. И за жал, ВМРО ДПМН останува 94-та надвор од парламентот, со тоа нема ни никаква политичка заштита и во тоа време е и формирано едно огромно досие. Тоа досие 2000 година кога бев пратеник и кога донесовме закон за отворање на политичките досиеа, што е еден од нужните елементи за демократизација, односно транзиција од минатиот систем кон модерните политички системи. Практично откривме едно големо досие на партијата ВМРО ДПМН и меѓу другото јас открив моје досие од време на протестите. Значи кога сме протестирале, буквално цело време е следена нашата активност. Јас сум бил ставен на сериозен увид. Вие кога би биле директор на ДБК не би го правиле тоа? Па нормално дека не. Зошто па вие сте биле сепак закана за безбедноста, тоа бидејќи е меѓунационални односи, Македонија сепак е на... Не е така. Не е така. Ние изразувавме политички став. Значи ние не отидовме во школа да се тепаме. Значи никој од нас не беше на педагошки факултет да се тепа со албанците, туку како културни студенти искочивме да изразиме свој став. Одозгора на тоа имам уште многу посериозни индикации дека државната безбедност од тоа време подметнала антиалбански флаери и повици за оние гасни комори што ги споменуваат. Затоа што јас знам дека не беше тоа наша намера. Практично направена е сериозна намерна компромитација на тие протести и јас 14 години подоцна зборувам за нив и ги отстранувам сомнежите. Токму тука сакам да ја поставам една прашање.